Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот да го изразам моето задоволство од тоа како протече денешниот изборен ден од вториот круг на овие локални избори, но и од тоа како во целост протекоа локалните избори 2021 во мирна и фер атмосфера со положен демократски испит на зрелоста на нашата земја. А за тоа искрени честитки заслужуваат граѓаните, кои покажаа дека знаат што е демократија, дека демократијата не е нешто што се случува само за време на избори, но изборите се показател за тоа докаде сме стигнале во тој континуиран процес на градење. Граѓаните покажаа дека демократијата станува дел од културата на нашето граѓанско општество, дел од нашите животи. Уште едно важно обележје на овие избори, во текот на целиот изборен процес, е што граѓаните на дело покажаа што значи партнерскиот однос со македонската полиција, нешто на што активно работевме во изминатиот период. Сваќајќи дека поддршката од секого е драгоцена, кога имаме заедничка цел, фер и демократски изборен процес, во кој ќе бидат зачувани законитоста, безбедноста, јавниот ред и мир. Нивната грижа за иднината на својата земја ја покажуваа со нивното навремено пријавување во Министерството за внатрешни работи на сите нивни сомнежи за евентуални нарушувања на избирачкото право, па полицијата како гарант на заштита на законитоста, но и квалитетен сервис во интерес на сите наши граѓани, можеше брзо и навремено да одговори на сите доспејани пријави за заеднички да ги спречиме сите злоупотреби на ова уставно загарантирано право. Со тоа го остваруваме примарниот принцип на демократијата, а тоа е вредноста и достоинството на поединецот. Или поконкретно во текот на денешниот ден не се регистрирани никакви посериозни инциденти и поголеми нарушувања на изборниот процес и јавниот ред и мир во текот на вториот круг од гласањето, земајќи ги предвид досега пријавените случаи во Министерството за внатрешни работи. До 19 часот се бележи вкупно намалување на бројот на пријавени настани и тоа за 31,7% во споредба со изборите во јули 2020 година. Во вториот круг се регистрирани 114 пријавени настани, од кои најголемо намалување од 67% е забележано кај пријавените подкупи на гласачи. Најголемиот број пријавени настани се на подрачјето на СВР Штип 50, 32 настани на подрачјето на СВР Куманово, 12 на СВР Битола, 6 настани СВР Скопје, 5 СВР Струмица, 5 СВР Тетово, 3 СВР Охрид и 1 настан на подрачјето на СВР Велес. Најголемиот број на настани се однесуваат на агитирање на гласачи, 83 настани, од кои 14 се отфрлени како неосновани, а по другите пријави се постапува. При тоа во овој сегмент влегуваат и пријави за превезување на гласачи, вршење на притисок, влијание на гласачи, носење на лични карти на гласачи и телефонски јавувања и друго. Изборен подкуп 10 настани, од кои 3 се веќе отфрлени како неосновани, а за останатите се преземаат мерки за расчистување. Вербални закани 3 пријавени настани, злоупотреба на лични податоци 2 пријавени настани, загрозување на сигурноста 2 настани, од кои 1 е отфрлен како неоснован, додека за другиот се постапува. Групирање на лица во близина на гласачко место 2 настани, од кои што 1 е отфрлен, а за другиот преземаме мерки за негово расчистување. Ова се покарактеристичните настани во текот на овој изборен ден пријавени досега, но би сакал да ги споменам двете пријавени кривични дела, и тоа уништување на изборен материјал на подрачјето на Овара Кичево, зашто против лицето кое е приведено ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело, уништување на изборен материјал и повреда на тајноста на гласањето на подрачјето на Овара Кочани, зашто ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело, повреда на тајноста на гласањето. Во 5 од настаните, 3 на подрачје на СВР Битола и по 1 на СВР Скопје и СВР Тетово, пријавени се 5 полициски службеници, од кои 4 пријавени се отфрлени како неосновани,
а за петиот се преземаат мерки и активности за расчистување на настанот. Со задоволство можам да констатирам дека Министерството за внатрешни работи, кој има една од клучните улоги во спроведување на изборните процеси, успешно ги презеде сите надлежности предвидени со изборниот законник, од доставување на податоци за ажурирање на избирачкиот список, преку обезбедување услови за мирна, целосно безбедна, фер и демократска атмосфера, како во текот на целиот изборен процес, така и на денешниот изборен ден, па се до обезбедувањето, преземањето и враќањето на изборниот материјал во Државната изборна комисија. Значи, Министерството за внатрешни работи максимално одговорно и посветено одговори на предизвиците околу безбедноста на изборниот процес, за што би сакал да упатам благодарност до сите припадници на македонската полиција за извршување на работните задачи на највисоко професионално ниво. Во оваа прилика би сакам да упатам посебна лична благодарност до вас медиумите, до новинарите, за соработката и за квалитетот на односите што ги градевме и во текот на овој изборен процес, а кој се засноваше на веќе воспоставениот партнерски однос кој секојдневно го јакнеме. Значи, можам со задоволство да констатирам дека Република Северна Македонија го положи тестот на демократската зрелост. Покажавме уште еднаш дека не само што имаме доволно демократски капацитети, туку и дека континуирано ги развиваме, со што заеднички ги подигаме меѓународниот углед на земјата. Нашите граѓани и нашите институции со својата зрелост и одговорност гарантираат стабилност и развој на земјата за заедничка победа на демократијата и на евроатлантските вредности. Благодарам.